Ево уште еден пример како може во домашни услови да се направи микроскоп. Ево, најдолу сме земале некој си стар расипан хард диск, хардвер, еве некој дел од кутија од компјутер, па над него сместен е плеер, исто така од расипан плеер, комплетно со се моторчето. Ете, поради врзување, исто сме искористили некој CD, DVD, какво и да е. Еве камерата, ова не е обична PC камера, ова е камера од растурена, Panasonic ли е, што ли е, не знам. И мораме да имаме додатно светло. Дали ќе биде отстрана или вградено натре со диоди, битно да се има светло. Ајде сега да видиме како тоа делува, како функционира. Некоја си плочка овде, кои едва и се гледаат отпорничиња некои, на нив имаме бројки, или самата инсталација ќе видим. Тоа може на мониторот позади да се види. Така. Овде има заштелување фокус. Самата камера си го има тоа. Сега е матно. Ќе се обидеме да го изостриме. Отприлика тука некаде. Ајде да видиме. Ова многу може да помогне кога бараме инсталација каде е прекинато, за да еве тие кои едва и се гледаат отпорници, овде може добро да се види како дури имаат и бројки. Или еве друг дел ќе ставиме. Што ли ќе се појави сега да видим. Видете. Може тоа уште да се изостри. Тоа го гледаме на екранот на компјутерот. Тоа е тоа. Или може да се види и оние во монети, во парите, жиговите. Така и тие сам. Еве еден текст најдов. Еден текст кој едвај може да се прочита, без научар или без камера. А овде тоа толку добро се чита што може да се види дури и бојата. Видите. Колку е тоа? Ево текстот. Камерите слабо го фаќаат. Тоа е. Може и на банкнота да ставиме. Банкнота. Ете и незад. Ете. Што се има во незад? Ево другата страна. Тоа е тоа. Изработка на микроскоп во домашни услови.